Ако има проблем, ќе пишувате и некој што ќе се еве во секој одделение ќе одредам еден што ќе кажува што е проблемот за да не зборуваме сите. Значи ако има проблем, не слушам, не гледам, ко вчера со Геге, кажувате на тој што е одговорнио, уствари пишувате во чат и тој што е одговорен од одделението во двојката Благој, во Кецо Ана нека биде, во четворката Љубица и во тројката Љубена. Мислам кажав за сите. Значи вака, денеска се договараме микрофони исклучувате за да не си се мешаме. Здраво Ивана. И сега кажувам за сите со ред здраво Антонио. Во Кецо е Ана одговорна, во двојката е Благој, во тројката е Љубена, во четворката е Љубица. Ако имате проблем, пишувате во чат и, например, не слушам, не гледам, ова погоре, ова подолу, за да не зборуваме сите со ред. Добро? Сме да зборува само одговорните и тие што ќе ги прашам по име. Само тогаш се вклучувате. Јасно? Да. Значи имам нешто да ви кажам. Ако не мјутнете сите, има една опција што може да правите за да не може да се мјутниве, така сите бидеме тивки и само тоа што сакате да го мјутните. Која опција, Благој? Ама јас и ќе ги исклучам тие па ми се вклучува, така да? Ама значи има една опција за да направите да не може да го вклучи микрофон. Како е тоа, објасни ми сега? Значи јас вчера го пробував нешто така експериментирам и беше така. Антонио, сместа ќе те исклучам. Значи чесен збор. Уште не почнати. Кој е последниот вклучен? Кога го вклучив сега? Оти не ми е пишан со име? Јас кој? Благо ќе ми пишеш после во приватен. Добро, садички. 29 души се приклучени, треба уште да се приклучи. Зато почекуваме, еве. Вангел, например, Александар Митрески, ајде ги вклучам. 31. Треба пишуваме се така. Па, пожелно е се да пишувате, Јован, да. Да почнеме да пишуваме? Не, кој ќе почнам јас да зборувам. Почекуваме уште 2-3 минути, во 11:04 минути почнуваме, еве точно во 11:04. Давор два пати ми се вклучува. Како? Наслов функција. Наслов линеарна функција, да. Чекај да ги пуштам. Ќе оставиме исто ко вчера за домашна... Да, обавезно. Имаме нешто? Да. Ќе ви пуштам файл, уствари пуштен е файл во чет, гледате линеарна функција се вика. И во него се задачите, за да не испадне ко вчера ги немаме. Оти вчера нели имаше проблем, видео не беше снимено, па после требаше скриншот на сите да ви пуштам. Значи имате сега во чет, файл се вика линеарна функција. До 34. Ништо нема кај мене в чит. Ништо нема? Ајде да видам. А кај вас другите како? Па чим нема кај тебе, нема кај никој. Кај мене има. Ја сега пишам јас нешто. Има. Има еве линеарна функција. Има како PDF документ. PDF документ има. А дали може повторно да го пратите? Ништо нема кај мене. Сега. И кај мене. Шо нема? Ево Марисаска. Еве сега, не се требаш. Сега? За 2 секунди? Сега, еве. Ајде. Ева сам ќе го симна. Го симна? Симнете го сите, значи. Што треба да Здраво, Доротеја, исто и за тебе. Значи, во чат имате файл PDF, линеарна функција. Ајде, пак немам. Како бе пак немаш?
Ко ќе се вклучите, значи од кој ќе ви дозволам, го имате. Видете погоре, подолу. Прошетајте ако треба, ќе ви го пуштам, ајде, уште еднаш пред да почне. Нема и кај мене, ништо нема. Јас го пратив тебе. Го прати Благој. Ете, Благој ви го пратил во групата. Добро? Сега овде, значи отворете. Како сте го пративте? Кај сите го прати. И во чат, во овој чат го има. Отворете сега овде во чат. Убаво ви кажувам. Значи слушајте го Благој. Отворете овде во чат. Имате вака како PDF документ, се вика линеарна функција. Јас го пратив рисунички. Кај мене ништо. Значи, овие што се одговорни, не кажува дека не слуша некој. Ќе кажа, чекај сега. Уште тро. Не знаеме. Значи гледај Ана во чат кој не слуша. Во чат ќе ти пиша сите што не слуша и ќе кажеш кај има проблем. Слушај повторно го пратив. Знам, за сите нови. Кај го прати Благој? Говори имаше пишано дека не слуша. Давор, кажете му да го вклучи микрофоно и почнувам. Што не слуша? Еве, ние те слушаме. Кој е тој што не слуша сега? Гел сигурно. Таде и кај? Не имаше да пишано. Дали е Таде вклучен? Не гласот просто цело. Никола го нема. Ај то му нагласив, ај 2 секунди пишувам специјално во нивната група. Стефи не можела да се приклучи. Зошто? Линков нов кажете. А дај ви кажу на Сунчки. И Маја не можела да се приклучи. Абе, ајде пратете му го линков во група прво, кај вас го пратив во Филип двојка. ми пишува. Пати му кажуваме како треба, не може на. Абе, како не може Читам секако околу. се вклучува сите? Го пишете му го. Каква слика му излегува на Никола? Има го Вака, Маја. Љубена, Ана. значи за Љубена специјално сега зборувам. Ај во вашата група за математика, што ја направи Никола. Објасни му како треба да се вклучи, пошто еве ти си вклучена, значи на Никола специјално. Кажи му да кликни на линко, што треба да направи. Еве Стефанија се вклучи. Ете, да. Стоечка кајно? Го испративте кајно за група? Да, го испратив кај вас група. Еве на самички, јас ќе му пишам. Ајде. И почнувам, крај. Значи 6 минути е. Љубена, работа ти или на кој да е кој се пријави? Јас ништо не слушам. А овие што не слуша, еве пишувам кај ни во група. Знам. Долу вдесно. Здраво, Сара! Значи, исклучувате микрофони и ве почнуваме одма. Денешнава лекција се вика функции, по правило значи линеарна функција. Имате сите на екрано што го гледате, задачи, копирани, истите тие што ви ги пратив и претходно. Во прво полугодие учевме нешто како функционална машина. И знаете што се случуваше. Правевме на секој елемент, значи на секој x, му придружувавме со помош на некое правило, например по 2x, па одземаме минус 1 и добиваме 2x минус 1. Го запишувавме вака, со функционална машина, значи сите елементи од дадено множество, пример ги множиме по 2, па му одземаме единица и ги добиваме другите елементи. Истото го правиме и сега. Значи Кецов според ова формула или според ова правило би било 2 минус 1, 1. Двојката би била како? 4 минус 1 е 3. Тројката би била како? 6 минус 1 е 5. Истото тоа ќе го правиме и денеска, ама малку поинаку, значи нема да го правиме со функционална машина, туку ќе го правиме директно. Даено е правило за секоја од задачите. Лево што ги гледате, почнувам со прва задача по да. Значи го имаме множеството на елементи. 1, 2, 3,
и 4, според правило даено, така што на x другар ќе му станува 2 пати по x, значи дуплиран x, ги добиваме елементите од множеството b. Значи едното множество, тоа што јас го викам А, се вика влез, второто множество се вика излез. На кецо, дупло поголем или 2 пати поголем елемент кој што му го придружуваме е двојката. На двојката дупло поголем елемент е 2 по 2 или 4. На тројката дупло поголем елемент е 6, на четворката дупло поголем елемент е 8. Довде тамана сме, така? Сите се исклучени, фала Богу. Продолжувам со задачава под Б. Се што ќе остани важи правилото исто како вчера. Се што ќе остани решавате за дома. Значи јас ја решавам уште Б, вие ја решавате дома В. Во влез или прво Значи, множество... ова е втора задача, не треба прва. Замина фазла, што треба? Треба, благо и фала за помошта. Значи, на x му придружувам 2 по x плюс 1. Значи, на x... Молам? Проблем е ако јас сите ги пишувам. Не е проблем, зашто? Сите треба да ги пишуваш. Секако за домашна сите ќе ви биде. Јас напакам коите да ги пишуваме и на крај само сите ги пишуваме. Сите да ги пишеш и да ми ги пратите од кецо, никој не ми прати домашна. Значи од двојката ми пратија, од тројката ми пратија Натали Доротеја, ама Јована крива рака. Зошто Јована крива рака? Јована, сакаш да прашаш нешто? Или грешка беше? Значи, ајде се договориме. Пишувам во список кој ми праќа домашна. Наскоро ќе имате квиз од сите задачи, кај што ќе треба да се подпишете и да видиме кој е кај шо е, и така ќе пишувам оценки. Немаме друг начин, значи мора вака. Овие што се вклучува горе-долу ги гледам, Вангел исклучи се сместа. И овие што решава дома исто така се забележани. Значи само уште од Стефанија не проверив домашно, од другите да, му кажав на тие што имаја грешки, на тие ништо што не му кажав, значи таманај. Од денеска па натаму важи дека сите треба. Тоа што нема да решиме да ми пратите за дома решено. Тие што нема да ми праќа, значи ништо не сме направили. Здраво, Лука. Продолжуваме, значи, со прва задача под Б. На елементите од множеството А или од влезо, еве и Валентина, добро и тројкава се активира. Пак секај втора задача за минати. Не, ама јас знам што треба да пишувам. Ако сум замината, морам да си направам простор. Значи на x му придружувам 2x плюс единица. Еве го правилото. Прва задача, ја гледате. На x му придружувам елементи по правило 2x плюс единица. Тоа што би значело? На елементот 1 му придружувам елемент дупло поголем и зголемен за единица. Тоа би значело тројка. Ако сгрешам, кревајте рака да ме поправите. На елементот двојка му придружувам елемент... Дамијан, сгрешив? На елементот двојка му придружувам 4, 1, 5. На елементот тројка му придружувам 7 и на елементот четворка му придружувам 9. Јасно, така? Одиме на задача број, двојката цела ја оставам за дома, значи под В кецо и двојката цела за дома, одам на задача број 3 под В. Значи одиме вака. Може само секунда погоре? Малку погоре, ајде одма. Тама не погоре? Да. Добро. Никола па не е вклучен, кажете му што треба да направи. Одам понатаму на задачата 3 под В. Значи ги имаме броевите 10, 15,
20 и 25. Правилото е на секој елемент од првото множество, другарчето му е 4 пати поголемо, па намалено за единица. Значи 10 по 4 е 40, минус 1 39. 15 по 4 е 60, минус 1 59. 20 по 4 е 80, минус 1 79 и 25 по 4 е 100, минус 1 99. Значи ова е правило за определување на функција. Дали е јасно ова што го кажам? Да. Добро. Да. Сега, одиме на задача број 4. Значи, задача број 4, даени ни се елементите, нешто малку покомплицирано, ние треба да го најдеме правилото. Ја решавам четврта под А. Значи, важи исто, се што нема да дорешам, ми пишувате решено и ми праќате на месенџер. Ги имаме на Кецо дека другарче му е 6. Никола Ристески, конечно. Здраво, Никола. Црвен тепик да постелиме. Конечно се појави. Слушаш? Тешко. Кажете му се и како да Да слуша. пратиме? Што да да пратите обавесно. Значи 6, 7, па 8, па 9. На бројот 1 другарче му е 6-ката. На бројот 2 другарче му е 7-ката. На 3 му е другарче 8-ката и на 4 му е 9-ката. Да најдеме кое е правилото. Значи, пред да се распуштиме принудно, имавме слично нешто вакво. И сега ве оставам да размислите малку. Тој што мисли дека знае, че крени рака. Гледате кај има да крените рака, пошто видов веќе там ја ни оваа накрена е рака, кревате рака и јас ве вклучувам, тие што си ода чао, ве вклучувам од кој ќе ми кажете како е правилото. А знаеш како се крива рака? Леле, Марија. Рейскет. Да. Ама во каде? Марија Митреска. Ај, тоа рейсен. Се зголемува за 5. Партисипент рейскет. За колку се зголемува? Марија Митреска да ја За пет. слушнам. Тројца X крева. плюс 5. Тројца крева рака. точки. Борче крева рака, Мартина крева рака. Благој Ројановски крева рака. Таде Галески се вклучува конечно. Лука пак. Марија Митреска да слушна. Марија Митреска, значи за колку се За зголемува? 5 се зголемува. За 5. Плюс 5. X плюс 5. Не. Ама Овде како се- стаса? Како стасавме до тука, значи се зголемува за 1. Имаме Дај му 1 жабјаса. по Но x. тука да, Ајде Благој. Да кажам од влезо и плюс 5 Добро. за Така, влезо и плюс 5. Нас не интересира во излезо, значи во второто множество, ако вака правевме, нели? Разликата од излезот, значи од елементите на второто множество, гума си стегнав, врз разликата од влезот. Разликата во излезов е 1. Значи, овдека се зголемува за 1. Исто толку се зголемува и за првото множество. Значи, 1 по x, разликата помеѓу тие што ги викаме слики или другарчиња е 1. И сега, Кецо за да стаса до 6, тоа е 1 по Кец и плюс колку треба да му додајме? Плюс 5. Значи, правилото за утврдување на нареден член или за пресликување или придружување, како што го викавме, е на x му придружуваме x плюс 5, тоест број зголемен за 5. Ова беше четврта под А. Одиме на четврта под Б. Ја препишувам овде четврта под Б и пак вие четврта под Б и пак вие Кец двојка тројка ода во 3, 6, 9, 12. Значи Кец двојка тројка четворка одат во 3, 6, 9, 12. Тројца крева рака, ајде да видам кои се тројцата. Забаве да сам нишка. Так крива. Криваш веќе.
Мартина. Ајде, Мартина. Те пуштам да зборуваш. Четврта под В, мислам Под Б. дека Под правилото Б. е 1 по X. Дали Не, е 1 по три. А, така да. Не знам кој кажа, Три. Марте, ти вајда. 3 по X Јас кажам. и само толку. Така? Значи Да. само 3 Да, по само X. толку. Секој број се множи по 3. Како утврдивме, овде се зголемува за 3. Значи плюс 3, плюс 3, плюс 3. Тоа запишуваме 3 по X. Зошто? Бидејќи овде е кец разликата. Значи четврта под В. Одам горе, кец, двојка, тројка, четворка, ода во 5, 9, 13, 17. Кец, двојка, тројка, четворка, во 5, 9, 13, 17. Очигледно е за колку се зголемува. Гледам 6 мина дека крева, 5 мина крева сега рака. Ајде да видам кои се тие. Стефи. Стефанија, може? Да, X по 4 плюс 7. X по 4 плюс 1. Значи X по 4 плюс 1. X се пресликува во X по 4 плюс 1. Таман сме. Јасно? За дома ја оставам четврта под Г. Оти ги решивме А, Б и В, уште четврта под Г ни остана. И сега одиме во задача број 5, првото. Овде имаме како се добива наредниот член, тоест кое е правилото, ама ни недостасуваат членови од првото и од второто. Значи и од влезот и од излезот. Ја препишувам задачава. Не гледам. Петка па осумка. Ако ги нацртам сите овие точки во график, еве за до утре, треба да размислите, ако ги нацртам сите овие точки во график, што би се добило? Значи, овде имам четворка, сега сврти во збирка да гледам, оти не можам, не знам шо е, десетка и не знам шо е, правилото е x оди во 2 по x минус единица. Значи, како функционална машина ова би значело, на x прво што му управ, му вадам единица. Правилото е прво да одземам единица. Бидејќи е во заграда, а прва оди заградата. Наредно множам по двојка, па имам 2 пати по x минус единица. Е сега, размислете, ако го имам овој член назад, што е, значи четворката, како би одела на назад, како правевме со операциите, одат во обратен редослед. Чекам кревање рака колку ќе биде првиот член, да видам колку мина зна. Опа, 5 мина веќе знам. Георгина, те вклучувам. Креваш рака. Георгина, Тука сум. ајде кажува или не знаеш. Како враќаме Да назад? не биде после минус 3. Вака, значи 4, сега кога ќе враќаме наназад, делиме со двојка, оти ја правиме Со обратната двојка, операција. 2. 2, и сега му додаваме плюс кец, оти обратно на минус кец е плюс кец. Значи го добиваме бројот да. 3. Ај сега за петката. За петката одиме нанапред. Значи Георгина како ќе биде? Бројот 5 што му... 5, Сега одиш нанапред. 5 минус 5 минус Еден. 1 е 4, па по 2, 8. Така? Сега враќам наназад за десетката. 10 го делам со 10, 2. да. То колку е? 5. 5. И кој ќе му додам уште 1, се добива 6. Сега одам нанапред. 8 минус 1 е 7, по 2, 14. 14. Таман сме? Се исклучувате сите готово. Овде ја пишувам 5 под Б. Томичке, Молам? кај се кревал рака?
Кај се крева рака, Во овие три цртички што се може пишува и стегни на него и raise hand. Благојче ми е прв асистент исто ко на училиште. Фала Благојче уште да ми кажеш како да ги заклучам сите без отклучување. Ја кажам. Ќе ми кажеш после, да не зна тие како. Значи, петта подба, готово, си исклучуваме. Петта подба, денеска сте помирни, морам да ве пофалам, изгледа ги нема овие што не му е интересно. Значи, петта подба. Ѓорџе, кој е Ѓорџе? Значи, продолжуваме понатаму. Петта под Б го имаме правилото, ги имаме елементите и сега треба да определиме тие што недостасуваат. Ги препишувам од збирка за да не кревам горе-долу. Значи го немам првиот елемент, имам четворка, го немам третиот елемент, имам 11. Ова што го немаме се пресликува во 13. Четворката треба да определиме во кој елемент се пресликува. Овде имаме 49 и 11 во кој елемент се пресликува. Правилото е x оди во 6 по x плюс 1. Пак имате време за размислување, значи паметно е, бидејќи пишувате нели во тетрадки, да ја направите функционалната машина. Која е првата операција што му се случува на x? Прво го множиме по 6. Опа, 7 мина крева рака. 6x, потоа додаваме плюс единица и добиваме 6x, 10 крева рака. Ајде, продолжувам со Јован. Те одблокирав, можеш да зборуваш. Јован. Треба сега 13 Добро. минус 7 Точно. делено на 6. 13 минус 7, значи враќам наназад со обратна операција делено на 6. Тоа е 12, делено на 6 е 2. За четворката одиме нанапред. Значи за четворката ќе биде 4. 4 плюс 7 по 6. Не, прво по 6, па после плюс 7. 6 треба. Значи 20... 24, 25. 25, точно. А сега за 49-ката враќаш наназад. Значи 49 минус 7, 48. така, Делено на 6, 8. точно. И ајде за 11-ката нанапред. 11 по 6, 6 и едното 6, 7. Браво. Точно така. Јасно, така? Да. Добро. Продолжуваме понатаму. Наредна задача ја решавам петта под В. Значи петта под В. Еве имаме и дропка во задачата. И имаме вака. Може малце погоре? Погоре? Ајде, погоре, Георгина. Лука, влези, излези цел ден. Еве си погоре. А Уште после една. наставничкиот кој ќе завршила, например, како можеме исто да го видиме. Вчера оти многу зборувавте, не беше снимено, ама денеска се снима и ќе ви го пратам. Денеска мислам и видео дека ќе ви пратам ако бидете мирни. Добро. Ако бидете мирни и вода во базенот ќе ви пуштам. Ама мирни, Ако готово. бидеме уште помирни, утре нема да учиме. Нема, ќе учите. Сабота и недела нема да учите. Само сабота и недела. Ајде бе, досадно е вака, страшно е. Готово, прекинуваме. Петта задача, Геге, се надевам препиша, затоа што стануваме немирни. Значи, Да. во петта задача, првиот елемент не го знаеме, вториот елемент е 6, нареден елемент не знаеме, па 14. Се пресликуваат во 2, па не знаеме кој елемент е, па 8, па не знаеме. Правилото е x оди во 3x плюс 2 врз 4. Значи, ајде да видиме функционалната како била. На x прво што му правиме? Множиме по 3 и добиваме 3x. Наредно што правиме? Додаваме двојка и имаме 3x плюс 2. Наредно што правиме? Делиме на четворка и добиваме 3x плюс 2 врз 4. Ако треба да враќаме наназад, значи ако го имаме елементот, прво множиме со четворка, така, значи y по 4, подземаме двојка и на крај делиме со тројка. Кој знае? Со кревање рака.
7 мина Се веќе. останативе бројки? Да, за тие што недостасуваат. Александар Сливоски. Еве го гледам, мислам во списоков ми излегува тој што. Александар? 2 по 4, 8, Добро. минус 2, 6, Така, делено на 3, 2. точно, првото е 2. Матеј Миленковски, Матеј 8 пат се вклучуваш, шо преш? Вклучи се, исклучи се. Ајде, Александар, да продолжиме сега за шеската. 6 по 3, 6 по 3, 18, Така, 2, 20, делено на 4, 5. добро е. Сега за осумката. 8 по 4, 32, Добро, минус 2, 30, делено на 3, 10. браво. Ајде уште за 14-ката. 14 по 3, 42, 42. 2 плюс 2, 44, делено на 4, 11. Добро е, супер. Значи со ова ги завршивме. Овие се што остана ви останува за дома. Сега, бидејќи имаме уште време, ќе повториме како шеста задача ќе го пишам. Малку равенки од вчера. Значи, повторуваме малку равенки од вчера. Еве нека биде шеста задача. Пишувам равенка во која има неколку операции. 2х минус 7 е еднакво на 9. Пак со кревање рака, кој би сакал да ја реши задачава. Да, Јас со кревање рака само признавам, ништо друго не разбирам. Колку мина, 8 мина, 9 мина... Јас сакам. Еве Јас гледам. сакам. Таде. Таде почнувај, пошто тебе не ти ве јас. Ќе го собираме со 7. Така, значи седумката на другата страна ќе 2х, собира. да. 9 плюс 7. 9 плюс 7 од кога ќе го собериме, тоа мислам дека ќе го делиме со 2, пошто е Точно. на другата страна. Значи 16 ова. делено на 2, тоа е 8. Таман сме. Значи вака би се решила ова равенка. Наредна задача, задача број 7. Самички може малку. Ке ме заболи ракава од кревање. Малку погоре самички може. Погоре, еве одма погоре. Таман сум со погоре. Добро. Добро? Не на самички ке равенката. Кај равенката, добро. Еве наредна задача, исто така равенка, ај овде за да може да гледа, значи задача број 7. Вака имаме 5х плюс 2 врз 9 е еднакво на 3. Ана Цветановска сакам сега да ми каже како се решава ова. Да ја решам прво. Ајде да ја решиш, ќе те почекаме. Лана не можела да се уклучи. Како Лана не можела да се уклучи? Вчера беше уклучена. Ма ја нечи сега. Не можела. Ќе го препратиме ова во групава. Ја реков или на Гал да снимам, нека гледа. Може. Паметно е така. Слушка, таа што е Ане, тие не може крива рака. Ајде, уште малку сега. Може јас? Не ја чекаме Ана. Ќе помини болесно, наставнички друго да реши задача. Ќе ја решам. Леле, ако помини болесвачи ја проста ми задачава да ти кажам право. Нема да биде убаво. Еве, Ајде, почнуваме. ова. Ова. 5х плюс 9 по 3, 27... Чекај вака, 5х плюс 2 е Не еднакво треба на... прво Пише. да го направиме. Пише. Еве, може, ама таа, например, го префрли ова 9 чево ваму. Ако дели да множи, свеќаш постепено.
Вака напиши. Добро. Значи 5x деветка... еднакво на 27 минус 2. Така. Добра си. Това е 25. Точно. 5x е 25. Еднакво на 25 делено на 5, това е 5. Браво, Ана сама решаваше. Брат ти не е во близина? Тука е бево. Добро, браво. 8 задача. Странички? Молам. Нищо. Че ви велев малко се по-горе. Погоре, еве го вратив, таман. Наредна Да. задача, 8 ќе биде, мене овде 7 ми е пишана, ама 8. Значи во претходнава задача сега ќе вклучам црвено за да ви кажам како поинаку може задачава или како кажував до вчера, зато Сливоски се збуни малку, макар да се едно, истиот е начин. Значи под тројката може да пишам кец. За 1 и за 9 назас е 9. Па може овде да множам по 9 и овде да множам по 9. 9 и 9 би се скратило и би добиле 5x плюс 2 е 9 по 3. Значи истото. Сега двојкава на другава страна ќе одзема, затоа е 27 минус 2. 5x е 25, 25 делено на 5 е 5. Дали е јасно? Да. Да, добро. Да. Наредна задача. Пак со равенки ќе решиме уште едно. Ти равенкиве некако покомплицирани ми се чинат другиве. Значи вака е задачава. Минус 4 по 1 плюс 6x е еднакво на 24x минус 22. Ве чекам малку сами да поставите и после со кревање рака ќе скоривам. Стечки, дали може и после уште една како овие претходниве задачи да напишите, пошто покасно се уклучив. Како овие со функционалнава машина, линеарни? Да, може, со може, да ја може. најдиме формулата. Може, Четири. од тесто дури ќе најдам. 5x. Чеки некој гласно, ми изборува некој гласно. Со формулата баш најдување, така да најдам уште некој. Раце може да почнете да кревате, да видам до кај сме. Тројца само? Александар Сливоски, Благоја Ројановски, Таде Креварака, оти никој друг? И ми треска. Марија Митреска, да. Сите ги скорнав. Ајде, Благој. Благој. Значи, јас сега ќе помножам минус 4 по 1 и минус 4 по... Точно, значи минус 6x. четворката го множи Това ќе 1 биде и минус 6. 4 минус 24x е еднакво на 24x минус 22x. Минус 22 само. само. Добра. И се x минус 24x и плюс 24x ќе ги скратам. Чекай, не, треба на иста страна. Значи Не. минус Минус 24x 24x и минус 24. Не, оти овако ќе го префрлиме, ваму ќе стане минус. Значи минус 24x и минус 24x. И тука плюс 4 минус Така. 22. Точно. Ова е минус 48x еднакво на минус 18. Сега што треба да направиме? Множиме по минус единица. Зошто? Тоа ќе биде 48 Така. еднакво на 18. Така, 48x еднакво на 18. Сега 48-ката на другата страна ќе дели, x имаме дека е 18 врз 48. Со колку може да ги скратам? Со двојче, вајда. И добивам 9 врз 24. 24. Наредно со тројка, повторуваме и од дробки кратиме. 38. Толку, повеќе не се крати. Ајде сега уште една за Таде и таман ќе завршиме. Значи нареднава задача функционална машина да го определиме правилото. Вака е. 9-та задача. Утре пак во 11. Исто, 9-та задача. Само тоа што остана за домашна, гледајте да ми пуштите сите. Овде Добро. елементи 1, 2, 3, 4. Може нема наеднаш да ви ги видам, до вечер ќе ви кажам шо како. Овде се минус 2, значи минус 2,
0, 2, па 4. Ве оставам малку да размислите со кревање рака, може да кажете кој што мислите. Значи, како се пресликува X или кое е правилото за пресликување на X? Јован Соколовски крева рака. Мартина крева рака. Александар, Благоја, Мартина. Јован не крева и Јован. Друг. Вангел. Може по-долу да појдете? Подолу одам. Ја нема задачата. Еве, се појави. Или Вангел или Башевски, Малку кој по-горе сака? сум. Ало? Вангел? Може да ни кажеш како? За колку се зголемува овде? Како не ве слушам? Да ни кажеш кое е правилото, за колку се зголемува овде? Може јас? Може Вангел? Може јас? Слушам ве. Вангел, сакам да го слушнам ако сака и тој? Не знај Вангел, ај некој друг? Всички нема Јас слушам. Чекај да слушнам. Вангел? Јас и нешто ми е микрофонот покојето, што нешто не ве разбив. Значи, дали знаеш кое е правилото? Како Може елементи јас, Сенички? од влез одат во излез? Се исклучете се да може да го слушнеме Вангел. Вангел? Правилото Добро? е еден. Не. Може јас, Сенички? Може јас е Јован? Така? Јован бара? Да. Ајде, Јован, кажувај. Треба 2х Добро. минус 4. Минус 4, значи ова го бришам. Еве гума вклучувам и бришам. Ајде да провериме дали е така. Откај знаеме дека е 2 по x, заради тоа што се зголемува за двојка. Значи секој елемент овде се зголемува за двојка. Така знаеме дека е 2. Сега, 2 по 1 е 2. За да стасаме до минус двојка, треба да одземеме 4. Дали 4? Да, 4. 2 по 2 е 4, минус 4 0. 2 по 3 е 6, минус 4 двојка. Тамане. Добро? Значи членот пред x, тоа што стои овде пред x, го добиваме како разликата помеѓу еден и втор член во множеството кај што излезо, врз разлика на прв и втор член во множеството кај што е влезот. Овде е кец. Ако не беа сорет овде елементите, значи овде ако имав проблем во елементите кој да ја преку еден, требаше да делам со тој број. Ова е точно тоа што треба. Дечки, доста ви беше за денеска, препишете се, уствари се е снимено, се ќе ви пратам, тоа што остана за дома. За утре ќе ви пратам, молам, нов линк. Че може да го пратите тоа линарни, да, група. Може, договорено. Задачи во овие што се в група, може. Не ме стигна. Добро. Знаеш, јас уштина ќе го пратам. Ајде, ти прати го, ако не прати го и по групиве. Например, прати го еве вака како што рековме, Љубица, Љубена, Ана и себе си, тие ќе му го препрата во групите, може? Знаеш кај го прати в чат? Чат го прати, добро, браво. Нема кај мене пак. Добро, ќе го пратам во вашите групи. Јас ќе го пратам сега во вашите групи. Нема Во ништо. чат ви го нема? Ве Го исклучувам. нема, Благој во чат, прати го во групата кај нас. Добро, чао, ве Ево, ти ќе исклучувам. го пратам, Сними. ако стас.